Сериозни проблеми во Фондот за здравствено осигурување. Превирање во манастирот Света Екатерина на Синај. Сменете игуменот Дамјан. Грција загуби 12 сини знамиња. Воени авиони над Белград пред церемонија. 18 земји бараат пари од Сафе фондот. Храната како јазик на љубовта. Протести во зоолошката во Нирнберг поради најавено убивање на бабуни. Ревизорите откриле сериозни слабости во работењето на Фондот за здравствено осигурување за 2023 година. Отсуството на единствен интегриран систем за упати, лекарски извештај и фактурирање создава ризик од пропусти и грешки во наплатата на здравствените услуги. Дополнително, системот за контрола на рецепти од аптеките не е целосен, а е-рецепт се уште не е воспоставен. Исто така, ревизијата открила слабо функционирање на IT системот на фондот, недостасува IT стратегија, има недоволен IT кадар и застарена серверска структура. Овие пропусти довеле до сајбер напад во февруари 2023 година, кој го нарушил функционирањето на целиот здравствен систем. По нападот, склучени се договори за изнајмување облак и зајакнување на сајбер безбедноста. Се укажува и на нерегуларности во постапките за лекување во странство. Недостига правна заштита на осигурениците и систем за следење на успешноста на лекувањата. За оваа намена се исплатени 311 милиони денари, без доволна контрола или евалуација. Со писмо до Ерусалимскиот патриарх Теофил, дел од братството на манастирот Света Екатерина на Синај соопшти дека го разрешува од должност досегашниот игумен на манастирот, архиепископот Синајски господин Дамјан, кој ја врши таа служба 52 години. Синајската архиепископија е автономна црква во составот на Ерусалимската патриаршија. Според известувањето на грчките црковни медиуми, во манастирот бил свикан собор на кој присуствувале 15 монаси со право на глас, кои едногласно одлучиле да го разрешат игуменот од својата должност. Според правилникот на манастирот, собор може да се свика од 2/3 од братството и не е потребно да го свика игуменот. Вчера тој бил поканет, но не присуствувал. Главната причина за ова ненадејна реакција, како што изгледа, е неодамно усвоениот предлог закон од Министерството за образование на Грција, кој предвидува основање на правно лице на овој манастир во Грција под името Гркоправославен свет царски автономен манастир на Светата и богочекорена Синајска гора во Грција. Архиепископот Дамјан ја нарече оваа иницијатива развој што му дава правно лице на представништвото на Светиот манастир во Грција и што одамна требало да биде направено. Архиепископот на Синај Фарани Раид, господин Дамјан остро реагираше на одлуката на братството на манастирот. Тој оваа одлука ја нарече неканонска и истакна дека отците ќе бидат санкционирани согласно со светите канони. Истовремено, тој повика на национално и црковно обединување за зачувување на историското наследство на Светиот манастир Синај, символ на светското културно и верско наследство. 12 грчки плажи се повлечени од меѓународната листа на наградени со сино знаме за 2025 година поради неисполнување на организацијските стандарди. Од нив, 5 се наоѓаат на островот Скијатос, 4 во општина Навплио, а по една во Парга, Комотини и на островот Крит. Ненадејните инспекции откриле недостатоци во услугите за капачи, безбедноста и информирањето. Грчкото друштво за заштита на природата, која спроведува програмата Сино знаме, нагласи дека квалитетот на морската вода на овие плажи останува одличен. Повлекувањето на признанието има за цел да се зачува кредибилитетот на наградата, која ги следи строгите меѓународни критериуми. Организацијата најави дека ќе продолжи со ненајавени контроли на сите наградени плажи низ Грција и доколку се забележат нови прекршувања, ќе следат дополнителни отстранувања. Во мај годинава, Сино знаме добија вкупно 623 грчки плажи, 17 марини и 17 јахти, со што Грција останува на второто место во светот според бројот на вакви признанија. Жителите на Белград утрово пријавија чести летови на воени авиони и хеликоптери над градот, што предизвика бурни реакции на социјалните мрежи. Министерството за одбрана појасни дека станува збор за подготовки пред свеченото унапредување на најмладите офицери во српската армија, што ќе се одржи на 2 август во касарната Генерал Јован Мишковик во Банјица. Од 31 јули до 2 август над белградското небо ќе летаат воени авиони како дел од обуката и генералната проба за церемонијата. Вкупно 186 кадети, вклучително и гости од Босна и Херцеговина и Република Српска, ќе бидат унапредени во први офицерски чинови. Настанот ќе биде збогатен со воздушни демонстрации и настап на уметнички ансамбли на Министерството за одбрана.
Вкупно 18 членки на Европската унија досега поднеле барање за исплата на средства од одбранбениот механизам САФЕ, кој располага со фонд од 127 милиарди евра наменети за заеми во областа на одбраната. Меѓу апликантите се Белгија, Италија, Франција, Шпанија, Полска и други, а вкупната вредност на нивните барања достигна 104 милиарди евра. Европската комисија изрази изненадување од големиот интерес, бидејќи очекувањата беа дека земјите ќе аплицираат за значително помалку средства. Достапни остануваат уште 23 милиарди евра, за кои може да конкурираат и други земји, вклучувајќи и оние надвор од ЕУ кои имаат безбедносни договори со Брисел. Апликантите имаат рок до ноември да достават детални планови за потрошувачката на средствата. Вистина е дека готвењето не е само чин на подготвување храна, туку начин на изразување емоции што понекогаш не можат да се изговорат. Вистина е дека сочувањето на овој обичај не го зачувуваме само споменот, туку и начинот на кој чувствуваме и сакаме, тивко, искрено и длабоко. Вистина е дека готвиме кога сакаме, затоа што тоа е еден од најстарите и најприродни начини да покажеме љубов. Вистина е дека изборот на состојки, времето поминато во кујната и чинот на послужување се нашите зборови кога остануваме неми, а чувствуваме многу. Вистина е дека готвењето е тивка емоција, не се вика, не се докажува, туку се чувствува. Кога некој ќе ви подготви оброк, дури и на едноставно јадење, вистина е дека тој ви испраќа порака: мислам на тебе, се грижам за тебе, те сакам. Вистина е дека храната што ја подготвуваме за другите зборува повеќе од секоја реченица. Таа носи мириси на спомени, вкусови на блискост и топлина што не се опишува, се доживува. Дури и кога не знаеме како да ги изразиме чувствата, низ еден залак можеме да ги пренесеме. Вистина е дека готвењето е и облик на грижа за себе. Кога си готвиме, си покажуваме дека заслужуваме внимание, време и нешто убаво. Не само што храниме тело, туку и душа, со мирот што го носи приготвувањето и задоволството од секој вкус. Вистина е дека токму во тие мали, секојдневни гестови, како топол оброк оставен на маса или омилен десерт без повод, се кријат наискрените облици на љубов. Готвењето не бара благодарност, туку го наоѓа своето значење во среќата на оној што ќе го вкуси. Зоолошката градина во Нирнберг предизвика силни реакции откако објави дека планира да убие дел од популацијата на бабуни поради недостаток на простор. Иако разгледале можности за преместување на животните, од управата велат дека ниту една понуда не била соодветна. Планот за намалување на бројот на бабуни првпат беше најавен во февруари 2024 година, но повторно се актуализираше откако активистите за правата на животните изразија незадоволство и организираа протести. Дел од нив насилно влегле во зоолошката, каде што биле приведени од полицијата. Настанот ја разгоре јавната дебата за етичките прашања поврзани со третманот на животните во зоолошките градини, особено кога е во прашање нивниот живот или смрт. Сериозни проблеми во Фондот за здравствено осигурување. Превирање во манастирот Света Екатерина на Синај. Сменете игуменот Дамјан. Грција загуби 12 сини знамиња. Воени авиони над Белград пред церемонија. 18 земји бараат пари од САФЕ фондот. Храната како јазик на љубовта. Протести во зоолошката во Нирнберг поради најавено убивање на бабуни.